Али би го соборил на рака Али Ахмети. Здраво, Мир. Генерале, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, драги мои, вие гледате новиот подкаст на канал 77. Лайк, сабскрайб, затоа што дефинитивно очекуваат одлични гости, одлични прашања. Како што знаете, четврта епизода, ако не се лажам, и мислам дека не се лажам, сезона број 1, Миро Кацаров, вистина или не, ги ставаме најпознатите јавни личности на полиграф. Што значи тоа? Значи дека вистината ја кажуваат, ако не ја кажуваат вистината, тогаш ние тоа го препознаваме или детектираме и ви кажуваме вам, драги мои. А вие сте на YouTube каналот на Канал 77 и затоа уживате, бидејќи Канал 77 тоа што има YouTube канал и број 1 национално радио во Македонија. Филип Талевски, Девито, Ѓори Галетановски, па Стојан Чангелов. Стојан Чангелов, некако мислам дека ова е за тебе, затоа што кога го купив, детекторот или полиграфот пишува Military Edition. Си се запознал некогаш со некој детектор, војнички, Афганистан, каде што си бил, имал некои детектори? Знаеш како реагира детекторот, си бил на детектор? Поима нема, може имало, но мене никош не ме ставиле. Стварно? Бидејќи сите ми веруваат, нема потреба детектор, затоа и сега сум изненаден, но ајде да видиме што ќе каже твојот милитари детектор. Иако за војна истината, јас повеќе доаѓам од редовите на полицијата, повеќе би требало полициски детектор. Столе, кажи ми, си се некош интересирал тие што ги ставале на детектор, како изгледа тоа, како звучи, како таа кривата расте, како пулсот, како тоа да видиш како и дали тоа е точно? Да ти кажам, право не сум размислил на таа тема, бидејќи ќе повторам, јас сум познат по тоа дека никогаш не лажам, јас зборувам вистината во моите јавни настапи, дури и тогаш кога однапред знам дека потоа ќе јадам во наводници ќотек или ќе претрпам критики, како што во неколку наврати, ќе кажам еден пример, би рекол посвеж, кога станав директор на дирекцијата за заштита и спасување, на првата пресконференција новинар на национален медиум ме праша нешто за пред, не знам, 10 години за дирекцијата за заштита и спасување и за центарот за управување со кризи. На тоа јас му одговорив искрено дека тогаш јас не ни знаев дека тие две институции постојат. И тоа најде на шаренолики реакции, се разбира. И на критики. Некој го прифатија. Да. Добронамерни, тие обичните луѓе го прифатија тоа како, да кажам, добронамерна изјава, бидејќи само бев искрен. Јас на вистина порано не знаев дека овие институции постојат. Но дојде ред да ги менаџирам. Тоа што не сум знаел, односно не сум слушнал за нив пред 10 или 20 години. Настана, па ти го напри толку популарен ЦУК. ЦУК ние го знаем, Стојан Чангелов, директор на ЦУК. И тоа е скртеница од Центар за управување со кризи, така? Сега веќе кога почна да се актуализира и прашањето со пожарите, затоа што ти си човек што малте не секојаш си на терен и си човек кој што доаѓа од мојот град и јас знам каква душа имаш, не може никој да ми каже. И сега него ќе ми каже затоа што знаеш, Стојанче сака само или да се слика. Не, Стојанче е вреден. Значи ти си вреден и тоа сите го знаат и затоа како да кажа, сплетна околности, гледаш дека веќе колку години котираш веќе и со колку години си директор на ЦУК? Директор ЦУК и ДЗС наполнив 5 години, но во јавноста сум од 2007 година. Слободно можам да кажам дека јас сум презаситен од моето појавување во јавноста, но јавноста се уште не е. Тоа не е моје тврдење, тоа е тврдење на вас, новинарите, медиумите, водителите кои што постојано ме барате. Од друга страна, истите тие кои што се критични затоа што често се појавувам на медиумите, кога не би се појавувал, би не обвиниле за нетранспарентност. Спремни сме? Се разбира во секој Има возбуда? Не. Не? Сконцентриран си, фокусиран си? Се разбира. Одлично. Драги мои гледачи на YouTube каналот на Канал 77, како што и ни е редот, следува втората етапа или вистина или не со Миро Кацаров, ги ставаме познатите на полиграф. За кратко се враќаме во студиото, додека Гиле ќе му го намести полиграфот на Стојан Чангелов.
И официјално добро вечер. Добро вечер. Малце посериозни од тоа што се навикнати да не гледаат гледачите, така? Столе, спремен си? Како напната пушка. И мене ми е многу интересно, бидејќи покрај мене стои генерал Стојан Шангелов. И најпрвен ќе започнеме со прашањето. Дали се викаш и презиваш Стојан Шангелов? Се разбира, јас сум Стојан Шангелов лично и персонално. Да, ние притиснавме да го анализира прашањето, тоа прашањето одговорот. И кога што најавивме имаме 30 секунди од кога се анализира, но јас поставам под прашање, гледачи го знаат тоа, Стојанче, под дедот или не? Или кумство старо? Под дедо, мојот дедо на татко ми татко е Стојан. Дали мислиш дека можеш да го победиш полиграф? Јас не се борам со полиграфот, јас се зборувам вистината и нема потреба никого да победувам. Значи не мислиш? Немам потреба да го победувам. Значи не мислиш? Немам Не. потреба да го победувам. Тоа значи не. Може би малку ќе го збунам. Да, на почетокот ви кажав дека не треба да ги мрдате раците, гледам не ги мрдате раците, вие имате таа војничка дисциплина и мислам дека сега за сега одлично ви оди. Многу е тешко, пошто за жал, јас не сум бил во војска. Многу е тешка таа дисциплина војска. Сега за овие размазени мажиња. Па јас и не се согласувам дека и денес има размазени мажиња во наводници, бидејќи Размазени. Тебе ја не погрешна знам како е перцепција. војска. Што многу ми е жал. Видете, не мора човек да биде во војска За за да да биде дисциплиниран. биде дисциплиниран, да се развие во друг тек по сите вежбални, почнувајќи од боречките клубови, фудбалски клубови, кошаркарски, ракомет, теретани, имаме луѓе кои што вежбата не биле во војска. Не гледам на тоа како на некој огромен хендикеп, ако некој не бил во војска. Добро. Не значи дека ако некој не бил во војска и сега тој нема да се развие во насоката која што е пожелна. Добро. Трето прашање. Дали на вистина исплаше мечка? Мислам дека мечката не знае дека постои. Тие живеат во нивниот свет, но да, луѓето се исплашени од мечките. Овде има еден феномен, луѓето кои што се надвор од овие подрачја, каде што мечките слободно се движат, дел од луѓето, не сите, гледаат со романтика на ваквите појави, но прашајте го човекот кој што пред 2 недели беше нападнат и замолку убиен од мечка, Да, гледав на вест. како тој се чувствува. Значи, реалноста од мечките во Македонија е опасноста, реалната опасност од мечките во Македонија постои на оние места каде што тие се движат и треба да се преземе нешто за одбрана на луѓето. Јас работев на оваа тема и се обидов тоа да го направам на еден забавен начин, но се јавија доста љубители на животни и јас искрено, јас ги сакам мечките. Ги сакам и кучињата. Да, добро. Но повеќе ги сакам луѓето, Миро. Така, и јас тоа. Кога би навивал Да. меѓу мечка и куче и некое мало дете или било кој Апсолутно, човек, апсолутно. јас навивам за човек. Апсолутно. Значи не се исплаши мечката Стојан Шангелов. Не. Не. Добро, одлично. Знаеме дека живееше во арапскиот свет, тоест мислам дека беше во Ирак. Не живеев, работев таму за пари. Па тоа и живење, малтене, или живееш? За жал, да. Четвртото прашање, детекторот го поставува, бидејќи договорите нормално со да или со не, подоцно и ќе анализираме и ќе образложиме. Дали знаете што е селам аликум? Да. Алейкум салам. Така Како? се одговара. Тој поздрав го користиме, тој се користи во сите муслимански земји. Салам алейкум, алейкум салам се одговара. Ако прв наидете на некој, вие го поздравувате, ќе кажете едноставно салам алейкум. Тој ќе одговори алейкум салам и обратно. И да, тоа е нешто најнормално. Значи учтивост и да го користевме, особено секогаш кога сум бил на работа во Ирак,
и на некои други места каде што ќе се сретнам со луѓе особено од арапскиот свет, но и кај нас муслиманите го користат овој поздрав. Дали мислиш дека се еден од најпопуларните политичари во Македонија? Најпопуларен, да. Еден од најпопуларните, поточно. Така е прашање. Кои мислиш дека се популарни и кои мислиш дека се во твојот кош на популарни политичари? Не би можел да одговорам на ова прашање, но секако дека колку се повисоко во власта, толку се популарни. Пример, премиерот Мицкоски го знаат сите. И сите претходни премиери, но и министрите за внатрешни работи, за одбрана. Панче Тошковски е доста популарен. Се разбира самата позиција и е таква, ако човек сака да работи, кога е министер за внатрешни работи, се разбира дека ќе биде многу популарен и мислам дека безмалку сите во државата знаат кој е министер за внатрешни работи. Така. Ако го би прашале кој е министер за социјални работи, еве дали знаете да го кажете. Дали имаш техника или навика што ја користиш кога треба да останеш смирен, а си под притисок? Па јас генерално сум Да или не? смирен. Да. Која техника користиш за да бидеш смирен, а си под притисок? Например, кога си треба да одиш во акција, кога си треба да спасуваш, сега кога си директор. Значи, буквално е притисок, буквално ти гори под нозе, а ти треба да останеш смирен. Се учи, еве еден од критериумите кога барате работа во сериозни агенции за обезбедување, во пример во Ирак или на други места, обично еден од условите е работа под притисок. Треба да можете да работите под притисок, бидејќи еден човек кој што е извореден во нормални услови, да земеме пример некој специјалец кој што физички е многу подготвен, одличен стрелец, но тогаш кога ќе биде под стрес во реална состојба, може целиот да се збуни, да се исплаши, да го фати трема, да не може да погоди метата. Да се работи под притисок. Смиреност, да се контролираш, како кажуваат, control yourself, што викаат американците, тоа се енглезиве, да го контролираш твојот темперамент, твојата енергија, твојата избувливост. Во ваквите единици, но и на други места, во други професии, каде што е потребна работа под притисок, некој да е отпорен, значи, да може да издржи работа под притисок, а ќе се изненадите, безмалку сите работни места се такви. Се прави природна селекција, односно се извинувам, не природна, се прави селекција професионална. Сега би зборувал за специјалните единици и овој сектор обезбедување. Оние луѓе кои што не може да работат под притисок едноставно се елиминираат, а останатите се усовршуваат. Тоа е така, мислам, и во специјалните единици. Да. Дали некојаш си бил на задача што си сметал дека е премногу ризично дури и за тебе? Да. Кога и каде? Па ќе ни требат вакви 2-3 подкаста да објаснам. Ама ти кажуваш само као шорт стори. Значи, прво би рекол дека што немаме време. скокав со подобран. Кога бев многу млад, летав со едрлица, поранешен пилот на едрлица. Работе во специјални и пред војната сме имале многу ризични акции. За време на војната, знаете дека бев тешко ранен, замолку убиен. Потоа уште плукав крв кога се вратив на терен, одев на терен со оружје во рака. Но и после војната кога започнав со моите политички активности, постојано сум бил под притисок, постојано сум правил работи кои што биле, би рекол, гранични, но и сега како директор на ДЗС, претходно на ЦУК, се соочувам со активности кои што се, би рекол, многу ризични, но сега од еден друг, многу полош аспект, одговорноста е огромна, бидејќи носам одлуки од кои што можеби зависи животот и смртта на некој друг, понекогаш и на повеќе луѓе. Дали би спасил пират ако видиш дека се дави? Секако би го спасил и мојот најлут непријател. Освен ако се бореше против пирати. Ако ме напаѓа, ќе се обидам да го елиминирам. Но ако се дави, ќе му помогнеме да го спасиме, потоа органите ќе го предадат на властите и ќе го затворат. Таа етика што ја учи секој војник или што има секој војник или не мора да значи? Па најверојатно и се учи. Јас ова во книги не сум го учил, но од хуман аспект, знаете. Добре, еве како војник, значи ти доаѓа некој од спортивниот табор. Али гледаш дека не носи пушка. И гледаш дека не ти се противстава да те убие. Нема да го убиеш, така?
Се разбира, јас со моите поранешни непријатели, со неколку од нив сум пиел кафе и тоа јавно сум го објавил како поранешниот командант на УЧК Абедин Зимбери, со кој што имавме неколку заеднички активности, затоа што животот е краток, времето брзо тече, омразата води кон нова омраза, поделбите водат кон нови поделби, подлабочени поделби, поаѓајќи од тоа процесот на помирување, колку и да е горчлив, колку и некому да му изгледа абсурден, е процес кој што треба да се тера. Но да седете со оној кој што пукал на вас и при тоа да не чувствувате омраза е нешто кон кое што треба да се стреми секој човек од ваквите единици. Следното прашање е многу интересно. Дали би го соборил на рака Али Ахмети? Али Ахмети е повозрасен од мене и верувам дека да, затоа што е прилично повозрасен од мене. Да. Да. Дали си имаш запознаено со Али Ахмети? Да. Лично. И каква ви беше енергијата помеѓу двајцата, бидејќи Али Ахмети се важи за еден од оние страствени националисти кои што се го бранат своето, а ти, како стојанче генерал Ангелов, се важи за еден националист кој што се го брани исто своето. И македонскиот народ и партијата Достоинство ти беше таква, и си човек кој што секогаш си ја става и нацијата, но и армијата пред себе. Постои почит кај луѓето кои што се на повисоко ментално ниво. Не зборуваме сега дека ние многу се сакаме, но се почитуваме. Тој беше командант на УЧК, командант на мојот воен непријател од 2001 година, кој што се обиде да отцепи дел македонска земја, ние тоа не го дозволивме. Победивме во сите битки каде што имавме наредба да војуваме, но сметам дека почита беше двострана, но за волја на вистината сме имале неколку средби на оние коалициски состаноци во минатото. Те гледам еднаш кај не ги мрдна пристите. Зошто да ги мрдам? А дали смеам да трепкам, бидејќи од преска не сум трепнал? Смееш. Дали некој си влегол во просторија и наберно си извело построк за некој ефект? Не, немам потреба. Ти се смири пулс. Зборувам вистината, преска прашањето беше повеќе смислено. Добре. Дали некојаш си се исплашил од нешто сосем обично? Или народно кажано, или постарите знаат да кажат дека лавот се плаши од глушец, дека слонот се плаши од глушец, нешто мало. Еве, пошто ти си храбар и генерал, дали има нешто што ти има исплашено, е толку нешто вообичаено или невообичаено, за да се замислиш? Стравот е човечка особина и е нормална појава. Не е проблем дали некој чувствува страв, туку како се справува со него. Не е храбар тој што не се плаши, туку тој кој што во услови на опасност знае да го контролира стравот, а јас тоа повеќе од сигурно знам. Дали значи си се исплашал? Па претпоставам да. Добро, одлично. Сакаш да кажеш дека храбрите луѓе како тебе знаат многу пати да се исплашат? Ова кажуваме за народот, бидејќи секојаш мисли дека јавните личности, генералите, војници, специјалци како тебе, дека немаат страв, нели? Многу пати нашиот народ знае да каже со глава од зид удар. Разбираш? Миро, јас би ти одговорил дека на вистина не се плашам. Помирен сум со се. Јас всушност живеам гратис од 2001 навака. Секој ден за мене е како подарок од Бога, затоа што 2001 на 23 јуни јас бев убиен. Тоа што останав жив е благодарение на мојата тогаш јака конституција, силна физичка и психичка подготвеност, бидејќи имав смртоносна повреда, од која што еден просечен човек умира веднаш од самиот погодок во граден кош со пробивање на белиот дроб. Има влезно-излезна рана, влез низ граден кош, излез низ грб. Човек умира од самиот погодок. Силното крварење кај еден просечен човек, никој добро вежбан човек, кој што психички не е подготвен, ќе предизвика само загушување, односно ќе се загушите од вашата крв која што ќе ви влезе во дишникот. И јас вежбам од мал, сум вежбал доста боречки вештини и сум ги работил овие техники на дишење, ги работам до ден денес. Јас пред неколку дена имав контрола на спирометрија, правам секоја година по еднаш контрола
белите дробови ми се топ, ако се земе во предвид дека повеќе од 30% од десниот бел дроб го немам одстран. Браво. Дали некош си зажалил што влезе во политика? Некогаш и тоа како жалам, некогаш сум горд затоа што сум во политика. Како да го одговори на прашањето? Измешани емоции, да и не. Дали има политичар кој што можеш да кажеш дека е премногу драматичен? Не, ќе го направам непријател, не. Има и театрални политичари кои што се симпатични кога се театрални, но не би кажувал имиња, бидејќи ќе направам непријатности. Немат сите капацитет да ги прифатат дури добронамерните укажувања, бидејќи не е лошо ако некој е театрален или драматичен. Понекогаш јас сум драматичен, јас самиот. Ако ситуацијата тоа го налага, ако сум возбуден, знаете дека јас обично се вклучувам од терен кога имаме некоја тешка ситуација, не само пожари, спасување по планини, мразиви, паѓање во провали. Одев по јаже, по алпинистичко јаже над клисура, длабока повеќе од 30 метри, бев 30 метри над клисура со каменесто дно, каде што течеше една мала рекичка, еден поток, и буквално висев на јаже. Ако се скинеше ќе загинев. Апропо прашањето е, дали те врегат коментарите, дали те врегат оние вирални видеа кои што се на Инстаграм и на ТикТок, каде се појавува Стојанче Ангелов и каде се зазема тие видеа каде што е Стојанче Ангелов на нив? Не, видеата не ми пречат, бидејќи се што објавено јас сум го кажал и безмалку се што објавено извадено од контекст намерно сум го кажал и вообичаено укажувам ова ќе биде извадено на социјалните медии, намерно ќе го кажам, ова лето го направив неколку пати. Верувам дека вашите гледачи ќе се сетат, првиот пат е со луѓето пред кооперација кои што требаше да ги наблюдуват пожарите, тоа ми беше однапред смислено. Знаев дека ќе има такво прашање, бидејќи очекував. Исто така кога шокирав еден наш новинар кога ме праша што е хибриден напад. Тоа го смислив одејќи кон телевизијата, знаев, бидејќи тоа беше една од темите, знаев дека ќе ме праша и кажав ќе направам малку една смешка, потоа одговорив сериозно. И нормално во јавноста отиде тоа што е хибриден напад. Сериозниот одговор никој не го знае, но видете додека некој си смеја од мене, тоа ми е забавно. Знаете, добро да го кажем и тоа што ми го кажа пред да седнеме на микрофон, дека исто тикот е направен. Не, она ако мислите на она со мушичката, беше многу реална состојба. Јас имав мислам дава изјава, ме снимаше мојот снимател Бојаровски. Имаше многу мушички. На местата на пожари се јават едни црни мушички, крупни, поголеми се, да рече колку оса, и штипат, многу непријатно штипат. И ако ве лазат по вратот, тие не се гледат од камерата. И едно ми отиде директно во лице. И ја мавнав со раката инстинктивно, другата рака ми застана во гард. Јас си продолжив да зборам, кога вие би го гледале, не, видете, некој го забележал тоа, некој младо момче или дете, го објавило на ТикТок и потоа го презема и стана вирално. Но како и да е. Дали можеш да направиш повеќе склекови од просечен 20 годишник? Не би рекол, видете, сепак младоста си е младост. Не. Па јас можам да направам сега во овој момент можеби 50 на склека, можеби и не, на неограничено време, значи без да ми мерат. Не така? Не. Рековте од просечен 20 годишни. Да. А има од 20 годишници кои што не може да направат и 5 склека, ама какви момци има онаму кои што јас се движам по теретаните, по овие на новиот парк во аеродром, како и да се нарекува стрит воркаут. Значи има дечки на кои што се воодушевувам. Па ја мислам дека може да направат по 200 склека, но тие го креваат просекот на останатите. Добро се анализира прашањето. И само, знаеш, ми остана она некажано. Преска, знаеш, имам навика понекогаш да ги тролам оние кои што ме хейтаат. А тие притоа не се свесни за тоа и во тоа си наоѓам некое задоволство. Знаете, претпоставувам што е тролање, кога вие ги зафркавате, а тие поима немат. Се правите малку дека сте глуп, малку неписмен, малку дека не разбират. Тие ми се смеат, ајде, другата страна од тоа што сега ти го кажуваш. Дали мислиш дека медиумите те прикажуваат
построго отколку што си. Затоа што генерал е, како да кажеме, тоа му доаѓа функција, не му чин, кој што пак е строг. Не мора да значи, ние сме обични луѓе, но морам прво да укажам дека јас сум полициски генерал, напреден во 2001 година. Дали мислиш дека медиумите прикажуваат построго од што си? Јас сум многу задоволен од сите македонски медиуми и од помалите до најголемите кои што исклучително објективно ја пренесуваат мојата работа и работата на институцијата која што ја предводам. Дали си романтичар кој тоа ово крие во јавноста? Јас сум романтичен, но тоа не го кријам во јавност. Немам причина, не би дошол овде сега во романтичарски занес. Дали си романтичар, да или не? Да. Со мојата сопруга, со моето семејство. Да. Добро. Дали имаш тајна вештина што никој не би ја погодил, например, пеење, танцување, готвење, кажување на вицови и такви некои работи кои што дефинитивно само дома твоите, па може би тие не ги знаат. Да, но не би ги кажувал, знаете дека сепа функцијата која што извршуваме премногу сериозна, за жал се случуваат и многу трагедии, несакани работи за кои што зборувам и морам да бидам умерен во шегите кои што зборувате во дека јавност. Мора некој строг да бидеш, дека инаку да знаеш какво месо со прас јас знам да испржам. Мисля дека би ми позавиделе полу од скопските готвачи. А не ли умиришуваш дома, столе секој ги го направиш тоа човек? Тоа е другиот проблем. Сопругата ретко ми дозволува тоа. Па и ја би ти дозволува и брат да си ми, не сопруга. Али биро добро е. Многу мирис. Дали имаш со рака изгасен оган? Респиратор, па сега видим добар респиратор. Не, тоа е ништо не пријасно, тоа е за украс само. Дали имаш со рака изгасен оган? Не. Сигурно? Ако во раката сум држал пожарникарско црево, не да. со рака вака. Не. Добро. Страшна работа огана, така? Оганот е извореден слуга, но лош господар, една стара народна. Исклучително страшна, она што го доживеав ова лето, се граничеше со филмски сцени, бидејќи во најмалку 2 наврати за малку ќе загине. Не се плашиш дека нешто ќе ти Да бидам искрен, во Јажинце, во неколку секунди мисле дека нема да се извлечеме. Јас и Спире, еден храбар специјалец од единицата за брзо распоредување. Кај бевте, кај заглавите? Ние заглавивме, ние можевме да се извлечеме, но требаше да го напуштиме БТР-от, бидејќи најпрво БТР-от беше поставена една позиција каде што горе едни борови и јас бев на водниот топ, лично бидејќи едноставно не можам да гледам. Да, но не објавам такви слики да не ми смејува, да не мисля дека терам пиер, но многу често се качував на водните топови. Браво. И во одреден момент кога се преместивме кон друга позиција, дадов наредба оние кои што може да ги командувам веднаш да се повлечат. Останавме само јас и полицајецот со БТР-от и едноставно пумпата во одреден момент откажа. И огнот не заобиколи од сите страни. Спире предложи да идеме напред кон едно изгорено место, но видов какво е движењето на чадот. Ако отидевме таму, мислам дека ќе се загушевме и ќе загиневме. Се извлековме со БТР-от низ оган и подоцно тврдивме дека додека сме се движеле со БТР-от, сега вака многу мазно изгледа во студио. Низ гранки, низ трња, низ зборови се скинало цревцето за довод на бензин во моторчето за вода, кој што се наоѓаше на самиот БТР и низ него ни течел тенок млаз бензин позади нас. Како не сме се запалиле, но сме имале среќа и да го Господ Спире, така кажува Бог. Па види, јас мислам дека Господ повеќе остава на нас, бидејќи има, знае дека ние знаеме да се грижиме за себе. Спире беше изворедно присебен. Тој го управуваше БТР-от, јас стоев од надворешната страна и се дерев по него, бидејќи беше голема врева. Брамчењето на огнот беше страшно. Застрашувачко бевме во огнен прстен од сите страни, ги извршуваше сите мои наредби, бидејќи тој нема преглед од внатре од БТР-от, е многу тежок за управување и благодарение на неговата храброст, одважност, присебност, успеавме двајцата да се извлечеме живи.
Дали некојаш си пробал да ги построиш дома? При тоа помислија дека сме загинати овие кои што беа таму, бидејќи не се јавувавме на мобилен. За мрак. Дали некојаш си пробал да ги построиш децата дома? Кога беа помали, Да, имаме или добри не? видеа, да. Ги терав, односно ги учев да пеат. Се разбира, она што е актуелно во тој момент на американската топ листа. Имам доста забавни видеа со нив, како пеат. Сега моите деца веќе керката 17 години, синот 16 години, одамна нема потреба за строење, бидејќи секојдневно се зборуваме со нив, со разговор може многу повеќе да се постигне од колку со било какво строење. Живи, здрави, така и треба. Дали некојаш си сакал да реагираш бурно, но си се воздржал поради камерите? Да, но неколку пати не сум се воздржал. Благодарение на тоа што сепак би рекол медиумите, но и снимателите имаат една почит кон мене. Најголемиот дел, неколку видеа не се ни објавени, добро што не се објавени, бидејќи понекогаш, кога се случуваат некои сериозни настани, кои што притоа може да загрозат и човечки животи, и во политички настани, но и во овие кои што ги менаџирам, од аспект на кризи, пожари, спасувачки акции, вие мора да се однесувате командантски. Значи, давањето наредба или извршна команда, јас немам време да размислувам. Се случува понекој пат и да викам, да се терам, да давам наредби, да сега повеќе не би од ова кажал, но ова лето кога беше Трубарево, дел од граѓаните застанаа на патот да гледат, сега несвесни за опасност. Аха, добро. И имаше едно помладо полицајче и кажа да се повлечат на страна, тие некако не беа волни да се тргнат. Отидов таму, се развикав и ги избркав од патот. Ама возеат цистерните со огромна брзина. јасно. Можеше ништо некој да страшно, биде не се згазен, правда. да настрада. Така. Едноставно нема време, И тоа понекогаш е моите реакции се жестоки, односно во добро. тогаш кога работам, кога сум во акција, јас сум спротивност на ова што го гледате сега. Така, дали има некој колега политичар што го избегнуваш за тоа што не ти е симпатичен, не сакаш да разговараш со него. Опонент ти е. Нема таков. Ги почитуваш сите твои колеги. Ги прифаќам такви какви што се. Ние сме живи луѓе, иако сме политичари, и сите сме приказна за себе си, и сите веруваат во нешто. Јас и многу политичари кои што се осудувани од јавноста за некои работи, јас ги разбирам, бидејќи човек кога верува во нешто, тој тоа е подготвен да го направи затоа што совеста му е чиста, верува во тоа. Но не секогаш нашата верба е иста, односно различни луѓе веруваат во различни нешта и тоа е Добро. човечки. Дали мислиш дека би можел да водиш подкаст подобро од мене? Да. Јас доволно е да те гледам во очи и сум подобар од овој твојот апарат. Верувај ми. Моите очи се рентген. Тешко може некој да ме излаже. Цел живот за жал работам со луѓе. Велам за жал затоа што работата со луѓе е најтешка професија. Твојата водителската исто така тешка, но е сепак едно е да сте водител, а друго е да предводите луѓе во војна, во акции, борбени акции, во гасење на пожари, во спасувачки мисии и така натака. Дали те боли глава кога ќе искршиш керамити? Не. Пука само кожата, тече малку крв, но генерално не боли глава, бидејќи човечкото чело е, тој дел од черепот е најцврст и секој еден просечен, било кој може со глава да скрши керамид ако му јак вратот, односно да скрши. Поточно, ако некој ви скрши керамид од глава во делот на челото, побргу би ви настрадал вратот отколку челото. Главата е цврста. Кој дел од главата е цврст? Овој? Челото ми рече да не ги мрдам прстите, не можам. Да, немој. Над очите, челото тука е најцврсто, до горе до почетокот на косата. Дали има физички посебен политичар од тебе? Верувам дека има, сигурно дека има. Во Македонија? Да. За кој мислиш дека физички е посебен? Не можам да кажам, ама Зошто? сега не можам, Кој? па треба да размислувам. Веќе Па, размислувам. Ќе помислам, сега сум фокусиран. Максим Димитриевски.
Па сега, јас би се кладел дека мислам дека ќе го јадам. Од Максим? Не, јас него. А ти не, од Зоран Заев? Сега, Заев беше послаб, да речам физички, но Максо е јак, сврсте, ама толку време е градоначалник и тоа се одразува негативно на кондицијата. Али можеби па види, треба да го предизвикам на бенч да видиме. На бенч мислам дека ќе ме победи. Добро, кој исто е онака силен голем политик? Не, има Кој? сврсти полит. Борко Ристовски? Да. Борко е спортист. Па како? Добро, голем е Иако Борко. сега можеби не е толку активен, сепак е голем крупен е. Сега да не се напрегам, не ми текнува, но Ацо Николовски? Не можам да кажам сега, не знам, не ги знам. А на Љупчо сите си Николовски? Него го познавам, мислам дека зависи во која дисциплина. Физички, значи да правиме склекови згибови, Ево јадеш. па види сега. Ма не ти, Јас активно вежбам, вежбам 5 пати неделно кога имам нормални Филипче услови. вежба, Филипче што мисли? Па зависи во која дисциплина, значи во правење на склекови може да бидете изненаден од некого. А на рака? Не кажувам имиња, бидејќи потоа може ова да биде злоупотребено. Јас ти кажав и пред да дојдам во емисија, вака емисијата е симпатична, но извадена една или две реченици од контекст, потоа, но јас сум подготвен за уште малку ќотек. Тоа ми е политичка судбина. Да, дојде делот кога ќе ги анализираме прашањата и кога ќе да знаеме вистината. Генерале, Вистината е субјективна категорија. ма ќе видиме сега вистина дали е субјективна, дали е објективна. Вистината кај не се кажал, пишува лај. Дали можеш да направиш повеќе склекови од просечен 20 годишник? Ти си кажал не, одговорот е лажа. Значи можеш да Треба да направиш. бидам скромен, па се разбира дека можам, но Значи можеш види, да ама направиш. јас ти рачунав во просек, Миро, ако се сетеш на мојот одговор, Кажеш така, да. имаме некои кои што прават по 200-300 и сега вие. Да, ма јас знам знаете дека тоа. можеш да направиш од 20 сега. Орис и Ние Милено збориме од Месо заедно просечен- прават сарма. Не збориме од некој спортист, кросфитер. Збориме од просечен 20 годишник. И ти кажа не, ти излажал. Значи не се кажал вистината, Добро, можеш то- да направиш. Не, ја погрешно сум го разбрал прашањето, па јас си рачунав просек. Дали те боли главата кога искриш керами, ти кажа не, пишува лај. Нормално дека те боли. Не ме боли. И бе, како овие- не бе, А Бога ми. овие тие кинески некој апарат. Како така ме боли глава? Бе, тврда глава, штипска. Не може да не те боли. Значи види колку е паметно ова срце, ема. Ама ја реков дека ми тече крв, можеби он тоа го детектира како болка. Дали има физички посилен политичар од тебе, си кажал да и вистината не ја кажаш за тоа што знам дека мислиш дека си најсилен, кажа Не да е биде точно. скромен, не, пишува лај. Значи 4 Не се невистините согласувам. сега. Јас се согласувам. Според, дозволи, 4 невестините според твојот уред. Добро. И последното, да, ова беше последното. Значи, поставивме некаде околу 25 прашања. 21 ти ја кажуваш вистината, 4 не ја кажуваш Не, ја вистината. во сите ја кажувам вистината, но најверојатно апаратот не се согласува со мене. Твојот детектор за Не, лаги, тачно, за младичот кажа, за 20 остави ме да зборувам со него после емисијата. Да го прашам јас него. Столем, пред да ти кажам дека поминав одлично со тебе, дека поминав одлични 30, 35, 40 минути, не знам колку. Смеам ли да ги мрднам раците? Сега Ми смееш се да ги здравија мрднеш, 40 да, минути. Да, сега смееш да Па, ги мрднеш. завршуваш. Беше Па, за одлично 2 минути да не ги мрдам. го помина полиграфот, бидејќи имаме повеќе одговорени точно, него неточни, имавме Драстично повеќе, Драстично Миро, не се вика повеќе. повеќе. 21 спрема 4 е што е многу добро за занемарливо. политичар, што е многу Кај добро нас за политичар. политичарите се што е над 2/3 е лудило. Да, Ова да, ти е да, и ние појако, сме навикнати да не ти политичари вадам да не ја проценти. кажуваат вистината, но ете, уште еднашка во подкастот YouTube, тоест во подкастот на YouTube на канал 77 да кажавме и дека уште еден политичар после Ѓорѓе Галитановски ја кажува вистината и те како беше отворен према нас и према гледачите на YouTube каналот на канал 77. Ти посакувам уште многу години да си ни ваков како што си, харизматичен, да си ни директор бидејќи ти ја заслужуваш таа функција на ЦУК, затоа што Македонија се гордееш со тебе лето и затоа што беше човек кој што беше на терен, па и кажам како прва етапа, знаеше, еве и сам кажа да влегуваш и сам да гаснеш пожари,
Додека ние бевме по плажите, додека ние се сончавме реално, ти беше тој што беше дежурен по 24/7 и помагаше на секоја планина. Те поздравам до следно видење, се видиме заедно за убаво. Вам, драги мои, ви посакувам да останете со радиото на Канал 77, бидејќи е национално радио број 1 во Македонија, го има ни цела Македонија, и само хитови Канал 77. Лайк, сабскрайб на Канал 77 на YouTube, на платформата, и очекувајте секоја недела различни гости, од политичари до спортисти, до музичари, до инфлуенсери, до модели, до пејачки, и прашања кои што и како се интересни и до сега не поставени во јавноста. Јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров, ве поздравувам до следно видување. Чао. Поздрав и од мене. Поздрав.